Зашто ќе разгневам цар, што е. Самиот цар Агамемнон, до сега сме да хајците спортејци, Затоа ќе не ми сега не мислам, јас ќе имаме да магистрат. Ще нема метник, тоа ми пријатно книги да го праќаат. Театарот идеално среден, значи најголемиот озвучувач на театрите Сенофон, ученикот на Аристотел. Ако театарот бил ископан идеално, значи кога ќе го усмериш гласот таму некаде, на 3-4 метра од она, кога се одбива гласот таму, би требало равномерно да... Таму ќе играме, така? Па да, таму е главно. Не, знамало на Мацки. Би требало вам. Значи гледај се, 1, 2, 3, 4, има еден ехо. Бидејќи тие... Ако го имаш ти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лаертов, Одисеју... Пренукаво жектовче! Треба да се расшири до таму, да пробате. Ако не, пробете да го усмерувате гласот некаде овде на оваа точка. Зевс! Значи овде. Кога би било идеално, сега овде има песок, значи овде би требало да е камен. Тој би се одбил од овде и би одел, како да речеме, диаметрално по сите делови. Тој закон важи за сцената, за големите сцени. Здрами си, Акиле, без да е стрпен. Па соберете издоста дрва, за да ни целата ноќ. А крајник смајани сосем од чадо да хајците сам да не со. Ово срце во можете се слашам. Да не се качат безбојни правите цели здрави и да однесе секој од овие рана и дома. Хекторе, црна сум, јашни доста сум, да ми супа двајцата. Историја водишни. Кога ме доста почна да колме и грозните ерини, тој да ги вика. Ахиле, сакан од Зевса. Да го откријам сега ме викаш гневот на Аполона Бога, на далекуметна го цара. Еве ќе го откријам јас, а ти подај ми вера и клетва дека со збори со раце ќе ме сочуваш мене. Зашто ќе разгневам ма што е над хајците сите, од тие посилен цар ја хајците сите го слушаат. Зашто во истиот ден ќе успее срдба да свлада, сепак останува гневот во градите негови долго додека не врати тој. Туку кажи ми дал ќе ме спасиш. Речи го сосема смело пророштвото ти што го знаеш. Кажи ми Аполона Бога, што Зевсу е мил и од кого пророштва ти откриваш за данајците везден молејки. Дури сум жив и гледам на земја, ама не може раце да ми ти принесе тешки друг од данајците сите. Ни самиот цар Агамемнон, што сега пред ахајците се гордее дека е најпрв. Чујте ме, тројци и дарданци, еј, и сојузници славни. Сега си мислев, ги сотрев корабите и ахајците сите, така се вратам чине во Илион ветере назад. Пред тоа мракот пак дошол што најмногу сега ги спасил тие аргејци и нихните морските кораби в брегој. Туку во оваа ноќ да се покориме сега, вечера ние да сготвиме пак. Црнокосите коњи отпрегнете ги вие од колите, дајте им храна и доведете ни од град и говеди и дебели овци бргу. Па дојдете в час да донесете медено вино, уште и леп. Па соберете издоста дрва, за да ни целата ноќ, дури до ранобудната зора палиме обнови многу, да до небо пламенот стигне. За да не трагаат по ноќта архајците перчиноносци, да избегаат тие на морските широки плеќи. Здрами си, Ахиле, везден стрпеза полна и рамна. Ние в чадрот сме на цар Агамемнон на Треев, како и овдека сега. Отимаме јастија многу и срце што крепат. Но не сме за милиот и ручек дошле. Туку се плашиме мощне хранениче Зевсов гледајки мака. Не се знаеш да корабите ќе останат цели или ќе пропаднат тие, а ти не се замешаш в бојот. Зашто го кренале близу до бродоите и таборот, гордите тројци и славни сојузници с краја, огнови многу палеки низ војската. Не мислја тие тука да запрат, но и в црни кораби уште ќе удрат. Тогаш им светна нив Зевс, покажувајќи белези срекни, а Хектор бликаеште в сила и снага и не почитувајќи мажини, богови други, зар ги опсени силната снага. Тогаш се молел да веднаш се појави зора дивна, зашто застрашува тој да ги одсече крајните клјуна и корабни, а крај нив смајани сосем од чадота хајците сам да не сотре.
Во срцево мощне се плашам боговите нему да не му ги ислушат заканите, да ние с крајот конјагојниот арк да изгинеме тука пред Троја. Хекторе, црна сум ја што со иста сме родени судба двајцата ние. Ти в Троја во вишниот пријамов дворец, јас пак во нашата теба под онаа горска плаќа, дворецот на Етион, што малечка мене ме хранел несреќен на тешко. Ејкам да ме не родел мене. Сега пак ти вајдовите дворови, в подземно царство одиш, а мене ме тажна во ужасно остава жалост. Вдовица в нашиот дом, а пак синот ни лудечек уште, што сме го родиле ние несрекници. Ниту ти нему, Хекторе, потпор ќе бидеш штом загина, ниту тој тебе. Од јак избегне бој со ахајците плачевен мошне, ове му секогаш зар ќе му останат маки јадој назад, заш други пак во нивите ќе му преместат меги. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет. Туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајки му керка ни доткуп од примица тајки. Затоа болест Аполон ни дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума тој не ќе ја пропади прво ако не ја врати царот на татко и милата мома без откуп и хекатомба ни испрати в пресвета Хрисо. Нема да бидеме мирни се дури не смилиме Бога. Пророче Зол, не си ми рекол ти ништо убаво уште. Се ти во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво досега ти не си ми рекол, нито ми сторил. Пророкувајќи и сега, ти сред данајциве думаш како да далекумете с ним, затоа болест им пратил. Зашто откупни на светла за момата јас Хрисеида Божем сум нејкел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом да ја држам и љубам и повеќе од Клитемнестра што ми е законска жена. Зашто од неа Полоша не е нито по снага ни става, ни в ум ни во работи рачни. Туку и така јас пак ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар, да не останам само јас сред аргејците без дар, не прилега зарени малу. Зашто го гледате сите кај другаде дарот? Ако го имаш ти умот на враќање, Ахиле светли. А од корабите сега ни најмалу не сакаш огно да го одбиеш пуст, зашто срдбата в срцето ти слегува. Ти како би можел сетне да ме оставиш овде ка си не сам? Кога стариот Витес Пелеј ми испратил мене до тебе оној ден кога ко момченце од Птија те пуштил до Агамемнон. Дур уште не си знаел за претешки војни, нито за собори ти, кај што умните се одликуваат. Затоа мене ме пратил. Во сева ова јас да те учам. Беседни карен да станеш и работи добри да знаеш. Затоа, сине мил, сега не би сакал јас ти мене да ме тратиш. Дури никога Бог би ме обетил да избрише старост и да ме направи млад, како бев кога бегав еднаш јас од Хелада што живеат во неа прекрасни жени. За да не се карам онде со родниот татко Аминтор Орменов, што ми бил љут за држанката с убава коса, зашто ја милувал неа, а брачната жена ја бркал, мајка ми моја, што вез ден ме молела да легнам јас со држанката прв да ја замрази стариот неа. Јас ја почув и сторив, а татко ми, кога ме дозна, почна да колне и грозните ерини и тој да ги вика: никога, син, да не дочекам јас на колењата мои! Така рече. Лаертофеј Одисеју, прелукаво Зевсово чедо. Сега отворено веќе да ги искажам зборов ќе треба како што мислам и како ќе се исполни сосема овој, за да не мигуга еден од овдека, а други од онде. Зашто од самиот ајд јас повеќе оној го мразам кој што едно си мисли во срцето, а зборува друго. Туку ќе искажам јас како најарно ми изгледа мене. Не ќе ме увери мислам ни цар Агамемнон на Треев, ниту данајците други, зашто никаква награда нема за едностојната борба со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маж и за одличен борец. Ведна и иста се цена и страшливец како и јунак. Исто ќе умре и мрзлив и тој што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав трудови толку изложувајќи ја везден во борбите душата своја. Како што птицата храна на своите пилиња млади кога ќе најде им дава, а самата минува лошо. Така сум минали јас многу бесони ноки лежејки. Дните пак крвави, сам сум ги минувал в труд и борба заради нихните жени, со мажите битка биејки. Веќе сум зел со бродоите 12 градови људски. Пеши си мислам пак 11. В плодната Троја, стока и посадка од сиве овие сум собрал и сум му носел и давал на цар Агамемнон на Треев се. А пак тој зад корабите чекал и малу ни делел, а повеќе за себе држал. Преславен сине Атреев,
Најлако менти меѓу сите. Како ли дар ќе ти дадат хајците смели и силни? Кога заедничко ние сокровиште немаме нигде. Зашто сме делиле се што од разните градови сме зеле, тоа не прилега пак луѓето да го враќаат назад. Оваа ти сега Богу отпуштија. А ние пак тебе ќе ти вратиме тројно и четврно Зевс ако даде еднаш да гурнеме тројскиот град со зидишта тврди. Не ми се преправај мене, боголики Ахиле, вака. Колку и умен да си, оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дар, а јас овдека вака лишен да седам, штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Но ќе ми доделят мене ахајциве силни и смели угодувајки ми достоен дар, кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам, твојот дар, или од Дајант, или од Одисеј да го земам и да го носам. А тој ќе се наљути кому ќе дојдам. Туку за ова и пак ќе расправаме посетне лие. Сега пак коработ црн да ги стуркаме в мирното море. Веслачи издоста внатре да збереме и хекатомба кладеме. А Хрисеида ја личната качиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека ни биде, Ајант или Доменеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле ти, што си најстрашен јунак од сите, далеко бранецот ти да го смилуваш жртва давајки. Уф, што си бесрамен ти и на добивка само се думаш. Како ли зборовите твои ќе ги послуша ахаец некој? Дома да појде или пак со мажите смело да се бори? Зашто за тројците јас копјаници не сум ни дошол вамо да со нив се борам. Зар никога тие не ми се криви? Никога говеда тие ми зеле, ниту пак којни. Ни во гручестата втија, што јунаци храни, ни еднаш ниту ми сотреле седба. Заш насреде ридови мощна сенчовити има и прешумно море и бучно? Туку следејките тебе, безсрамниче, бара ме и заменела и за тебе кучка од троја отплата. А ти за тоа не се грижиш баре ни малку, но се закануваш дури и дарокот мој да го земеш, што сум го добил со труд и ахајците што ми го дале. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна моите раце ќе свршат, но делбата кога ќе дојде твојот дел голем ќе биде. А јас ќе си одам со ситен дел, ама милко нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во втија. Зар поарно многу ќе биде тука? Зар поарно многу ќе биде дома да појдам со витите кораби, одошто тука јас навреден да ти печелам богатство силно? Да не се качат без бој на корабите цели и здрави, туку да однесе секој од овие рана и дома погоден или од стрела, или пак од шилесто копје кога ќе влегува в кораб, и друг за да некој се плаши на коњокроците тројци да им донесе плачев на бој. Нека гласниците мили над Зевс низ градот јавуваат на тие премлади момци и белокосите старци да легнат околу белосозданите кули. За секој од слабичките жени да в куќата своја оган си запали голем, а сигурна стража да стои, за да не навлезат в град кога војската не ќе е дома. Сторете како што велјам, еј пресмели тројанци. Така. Туку во оваа ноќ да се пазиме самите добро, а оружувајќи се в панцир, во зорите утрина рано љута битка ќе биеме ние. Сакам да знам дали тој Диомет, синот силен Тидеев, од кај корабите ќе ме одбие или јас ќе го убијам него и крваво оружје земам. Утре ќе го чуе тој јунаштвото свое, само ако ме одбие. Јас меѓу првите мислам дека тој ранет ќе падне, а крај него другари многу кога ќе угрее утре сондевцето. Јас нека бидам бесмртен везден и млад и вака и мене да ме честат, како што Бога го честат Аполона и Атенаја, како што овој ден зло на аргејците себе им носи. Туку ај стани и мисли се како од лош ден данајците да ги спасиш каде што страдаат. Сетне и самиот зар ќе се изедеш, не ќе најдеш никаков лек за стореното зло. Туку ајде порано мисли се како од лош ден данајците да ги спасиш. Татко ти пеле и ти нарачувал, другару мили, оној ден кога од втија до цар Агамемнон те праќал. Чедо ти моје ќе дадат ако сакат хере и етена сила, но ти пак совладе го јуначкото срце, зашто е поарно мощне љубезните обноски безден. Секогаш крај да и правиш на лошата мака. За тебе повеќе да ми те честат аргејците, млади и стари. Татко ти велел, ти го изуми. Туку ајде сега, пушти го гневот душогубен, зашто цар Агамемнон достојни дарои ти дава, сал ти да го напуштиш гневот. Ајде, послушај ме тија, јас ќе ти раскажам тебе колку дарови в чадор ти ветил цар Агамемнон. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато. Нит сиромашен пак од премногу скапоцено злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил награди колку би му донале од коњите на цар Агамемнон.
7 тој жени ќе даде безпрекорни дела што знаат, лесбијанки, што ги запрелел тој оној ден кога ти си го завземал лесб, што во женскиот род во убавина се одликуваат, а со нив и Брисеида. И голема клетва ќе даде дека не ќе легне веќе и не ќе обљуби неа, што е законито право на секој маж и жена, о цару. Сина ни сирачки ден од врсници сосем ќе лиши. Се со наведена глава, лицето втопено в солзи. Страден кај пријател, некој татка му синот ќе појде. Еден фаќајки го загуна, а друг за алиште долно. Така се смилува некој малечок сад ќе му даде, колку да натопи усни, а нема да накваси непца. Некој ќе ги спади што има родители живот, природ, биејки и зборови злобни зборејки. Крши си од тука вратот. Заштатко ти не руча со нас. Уплакан синот ќе дојде кај својата вдовица мајка. Наша Стијана, што некогаш на таткови колена седел и само мозоче јадел и дебела сланина бравска. А кога сон ќе го свладал и детски ќе прекинел игри, спил в кревечено свој надојнички прегратки мили, по својата постела мека, задоволен в срце од сладост. Сега без милиот татко што останал многу ќе страда наша Стијана. Как тројците него попрекар го викаат, зашто ти сам си им ги бранил и портите и зидишта долги. Сега пак покрај бродоите и од родителите с краја виулет црвке те јаде што пси ке се наситат гладни гол тебе. И ако во домот ти лежи рубата твоја тенка и мила, што не ја создале раце не женски. Зато сета јас ке изгорам жешкиот оган што не ке ти служи веќе. Зар во неа нема да лежиш? Туку за твоја да слава кај тројанци и тројанки бида. Бегај си ти ако срце те повлекло. Нема да молам заради мене да останеш ти, зашто имам и други што ќе ме почестат мене. А најмногу мудриот Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралете најомразен мене од сите, зашто е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродо и милите другари дома. Повелјај ти мир ми домцев, не се грижам за тебе ништо ако си лут. Туку мојава закана слушаја сега. Што ми ја одзема мене Аполон Бог Фојб Хрисеида? Ке му ја испратам на коработ мој и со мои момци. А Брисеида прекрасната јас ке ти ја земам, дарокот твој, доаѓајќи ти в чадори. Добро да знаеш колку сум од тебе појак. И друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен се слага. Бурило винско со очи од песа, срце оделен. Што ни во бој заедно со војската ти да се ружаш, ниту пак во заседа со ахајските првенци да одиш не смееш ти. Заради тоа ти изгледа рамно со смртта. Зашто е поарно многу по војска ахајска ширна дарој да грабаш од оној што ќе ти се спротиви тебе. Народојадец си цар, зашто ти над никаквеци царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев, но ќе ти кажам јас тебе едно и ќе ти изречам голема клетва. Ајжи ми жезолот овој, што никога повеќе нема лисија и гранки да пушти штом го одсекле в гората еднаш. Нике за зелени тој, зашто се слупило железо лисија и лушпа. А сега ахајските синови него судници враце го носат што законов Зевсов го знаат. Ова нека ти биде големава клетва. Но еднаш ќе го побараат Ахил ахајските синови сите. Туку не ке можеш ти ништо да сториш со твојта жалост. Многумина кога оди на коморесот Хектор ранети на смрт ке гинат, а ти срцето ке го кинеш луд, зашто не си го честил најарниот ахајски јунак. А татко ми, кога ме дозна почна да колне и грозните ерини и тој да ги вика: никога син да не дочекам јас на колењата мои. Така рече. А бозите баш му ги исполниле клетвите нему. Зевс, подземниот бог, и Персефонеа грозна. Но кога ми дојде 10-та ноќ мене мрачна, јас стројните врати од спалната сум те ги скршил. Сум го прескочил зидот и излегол надвор од дворот с кришем од оние стражи од слугите жени и мажи. Потем сум бегал јас вон од пространата земја Хелада и во гручестата Втија, во овчата мајка горе до царот Пелеј сум стигнал, што ме примил и честил како што единец син кај неговиот татко се чести. Та уште и богат ме стори. И придружи неброен народ. Седев на врвот од Втија и на долопјаните царвав. Да сум те сторил онолкав, Ахиле на бозите сличен, зашто сум те од срце љубел. А ти пак не си секал с други нито да на гости одиш, ниту дома сам да си јадеш, ако не текладе в тебе прво на моите колења и не ти пресечев месо и подаде вино за ручек. Често по кошулја ти се ми изблювал награди мене,
од устата вино враќајќи во пустата детинска лудост. Така е со тебе многу сум претргал и издржал многу. Често мислејќи се зошто боговите не ми допуштаат род. Туку Ахиле на бозите сличен, тебе сум сакал син да те сторам. Заеднаш од смрт да ме одбраниш срамна. Туку совладај го духот свој, Ахиле. Не вреди заради имаш безмилосно срце. И самите богови зар имаат милост, иако во чест се поголема в сила и слава. И нив сумилни молитви, жртви и кадеш, луѓето често успеваат да ги смилат, иако во чест се поголема. Ај, Ахиле, дај ми ти на Зевсовите ќерки чест, што им свртува уми на другите честити луѓе. Зашто ако не ти даде дар, и ако не ти вети уште и други синот Атреев, не би советувал јас да им помогнеш ти на аргејците, макар што страдаат. Сите ги имаат цели, а јас само од ахајците немам, зар тој ми ја држи премилата жена крај која нека се радва и лежи? Што ни треба војна против тројанците сега нам? Зошто нас собрал синот Атреев војска и вамо ја довел? За личната Елена, нели? Зар Атреевци сами од смртните луѓе знаат жени да љубат свој? Па секој маж добар и умен својата жена ја пази и милува кој што ја љубев јас при се што ја добив на копје. Сега што од рацете ми го одзел делот со лага, нека не ме гиба пак, зашто не ме наговара мене. Туку Одисеју, ти со другите кралеви види како ќе го избавиш од корабите огнот опак. Сега што не секам јас да со дивниот Хектор се бијам, ќе принесам жртва на Зевс утре и на другите бози. Но нека оди поврага кога советникот Зевс му го одзел умот. Нито му дарови сакам, ни лицето да му го видам. Од цар Агамемнон Атреев јас не земам ќерка за жена, нијако лична би била ко златната баш Афродита. А во работите вредна ко се еноката Атена, не би ни тога ја зел. Нека тој најде друг од ахајците што му прилега и што е посилен војскар. Зашто ако бозите ми избават одовде, Пелеј ќе најде и за мене жена. Многу ги има во Втија и Хелада ќерки од првенци баш што градовите своји ги бранат. Од нив јас која ќе посакам за сопруга мила ќе земам. Мајка ми Тетида, среброногата Божица, рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме пратат. Ако останам овде, за Тројскиот град да се бијам, дека не ќе дојдам дома, но бесмртна слава ќе стечам. Ако се вратам пак дома, во својата родина мила, дека долг век ќе имам, но славата моја ќе пропадне и дека нема да дојде на животот мој скоро крајот. О, цару, се ова ќе биде твое само ако ни дадат бозите, тако градот разурнеме пријамов голем. Ти да си влезеш в кораб и наполнен со тучи злато, оној ден кога хајците ќе го разделуваат пленот. 20 тројанки тој нека земе што се по аргејката Елена најлични жени. Ако пак стигнеме до Арка Хајскиот, плодно поле ќе ти направи тој. Ќе те почести рамно со Орест, што му е дородок мил и во обилие силно си расте. Ќерки во градот убав тој си има 3, Хрисомида и Фајниса и Лаодика. Која ќе ја посакаш без притоа да ја носиш ти, тој ќе ти ја даде, а со неа и подароци многу колку недална ќерка си никој. Градови убави ќе ти даде населени 7, Кармедеила, Енопа, и древната мощна Хира, и божествената Фтера до самиот лозов Пелас. Таму живее народ што говеде и овци многу има, што тебе ко Бог ќе ми те почеста, зашто кај нив преголема слава си стекол. Ти сега ќе го убиеш и Хектор погубниот бес, зашто си мисли не му е равен никој од анајците ваму што дошле. О, леле, голема жалост на хајската земја ја стигна. Што ќе се весели пријам и пријамовите синој, ќе се радуваат мошне и другите тројанци сите. Само да чујат зошто се борите овдека вие што на данајците сега сте на чело в совет и в борба. Почујте пак од и двава сте помлади од мене вие. Заре сум некога јас живеел и со поарни јунаци од вас и не ме презирале никога тие. До сега такви јунаци не сум видел, нито ќе видам. Како што беше Пејрито и водачот народен Тријан, како Ексади, Кајне и рамниот богу Полифем, или Тесе и пак Ајгеев на бозите бесмртни сличен. Најаки оние биле мажи смртни на векот. Најаки биле и водале бој со суштества силни, со оние лиоти горски и нив ги истепале страшно. Со ними јас сум другарувал кога сум дошол с краја од далечен пил. Зар самите тие ми викнаа, како што можев се биев јас со ними. Никој од овие луѓе што на земјава се не би се фатил со нив.
Туку почујте ме сега. Зар повеќе вреди? Ниту ти ове му мома да одзема силен бидејки, но остави му го делот ко прво ахајските синој што му го дали. Ни ти пак не карај се јавно со царот, сине Пеле. Од иста чест со тебе немал цар жеслоносец на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак поима мож зашто повела повеќе луѓе. Сине Атреј, ти бесот остави го, еве те молам јас да ја прекине срдбата ти против дивниот Ахил, зашто штите тој од врлата војна за хајците. Сето е вистина ова. Поправи на старче си рекол. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да повеља мажов, да царува овде над сите, да вика на сите, да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го сториле прв копјоборец, затоа зар ќе го пуштат и навреди овој да збори? Нека ме страшливец сега и никаквец наречат мене, ако во се што ќе кажеш ти попуштам уште јас тебе. Вака на друг, а не мене да повелаш и да му викаш. Но ќе ти кажам јас и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со раце јас за момата да се бијам ако ми земете што сте ми дале. Туку од друго што имам на црниот брзиот кораб, ништо без моја волја не ќе можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш, обиди се ај, та ќе знаат и овие. В час ќе ти потече тебе под моево копие крв црна. Појдете Ахилов чадор и личната баш Брисида да ми ја доведете вамо. Ак не ви ја даде тој ќе му отидам сам и со повеќе луѓе, што и потешко баш ќе му биде. Thank you.